Општина Новосело веќе половина месец е блокирана откако градоначалникот Боро Стојчев е во притвор заради шверц со цигари. Судот мерката му ја продолжи на дополнителни 30 дена. Ситуацијата се комплицира бидејќи градоначалникот на општината не овластил лице за негов заменик, па така вработените не може да земат плата, а се кочи и работењето на општинската администрација. Експертите тврдат дека законодавецот нема предвидено решение во такви случаи. Градоначалникот во рок од 30 дена од неговото стапување на функција треба да назначи свој заменик од редовите на членовите на советот, но тоа не сме да биде претставителот на советот. За жал во општина Новосело тоа не е направено. И сега поради претворот на градоначалникот има една правна празнина затоа што нема кој да обавува функцијата додека градоначалникот е во притвор. Постојат неколку решенија, ова не е регулирано со законот, настанува правна празнина, но постојат неколку решенија или да се побара мислење од Министерството за локална самоуправа, или советот сам на седница да одлучи кој ќе го заменува градоначалникот. Шарковскиот центарот за локална демократија смета дека Министерството за локална самоуправа треба да најде решение за да го одблокира работењето на Новосело, бидејќи притворот на градоначалникот може да трае. Во секој случај мора да се најде некое решение, затоа што притворот може да трае долго време и со тоа ќе се блокира општината, значи не само платите на вработените, туку и плаќањето на оние тековните обврски. Мислам дека Министерството за локална самоуправа е вистинската адреса каде што треба всушност да се реши ова прашање. Единствено решение е судот да дозволи градоначалникот од притвор да назначи овластено лице кое ќе биде негов заменик и потписник на сметката на општина Новосело, информира од Министерството за локална самоуправа. Ваква надлежност има само градоначалникот кој заменик назначува член од советот. Информира дека ситуацијата ја следат во општина Новосело, каде засега нема некои поголеми проблеми.